Добитник сте на наградата Мето Јовановски за високи актерски достигнувања во филмската уметност на фестивалот на балкански медитерански филм преку езерото. Пред се честитки. Hvala, благодарам. Кажавте дека се познававте со нашиот голем глумец Мето Јовановски, не сте соработувале. Може ли во една реченица, две да го опишете? Каков човек беше за вас? Како го гледавте Мето Јовановски? Pa možda je dobro ovo što je na konferenciji malo pre. Добро е она што го кажа на пресконференцијата Јани Бојаджи, дека Мето Јовановски во Македонија е она што јас сум во Србија. Мислеше на некој вид бунт, некоја самостојност која тој ја имаше во глумата, ми се чини дека и јас го поседувам тоа. Во таа смисла сме посебни и оригинални, повеќе зборувам за него, помалку за себе, но беше поразличен од другите. Prosto drugačiji od drugih. Вие сте глумец, кој што јас честопати сум ве гледала и сега може би ве прашувам некако новинар, како гледач, влегувате во улогата и како лик сте многу моќен, уникатен, посебен и буквално влегувате во секоја пора на гледачот и го држите. Тоа е одлика на ваш карактер, стручност, талент, роден глумец. Pa ne znam šta bih na to odgovorio. Najteže. Не знам што би можел да одговорам на тоа. Најтешко е да се слушаат зборови кои што те фалат сами од себе. Тоа е навистина тешко да се објасни. Затоа што тоа е така. Многу ми е тешко тоа да го кажам. Тоа е нешто што е дадено од Бога. Дали е така или не е така, факт е дека зад сето тоа стои пред се голема работа. Bez obzira koliki je glumački talenat, Не знам колку е актерски талент, sebi i mora da radi глумецот мора да работи многу, мора да работи на себе и да работи на различни области. svemu onome На своето образование, на сето она што е битно. Мора да биде сестрана ono личност. što je bitno. Glumac mora da bude svestrana ličnost. Имате одиграно многу филмови, театарски представи. Не би ве прашала која ви е омилена улога, меѓутоа во која улога 100% е Лазар Ристовски? Како лик? Da. Izabrali ste sve neka najteža pitanja na koje Сте избрале се некои тешки прашања. odgovara. Многу е тешко да се одговара, така што не би можел искрено да кажам. Zato što u svakoj ulozi Во секоја улога откривам по нешто ново за себе. И тоа секогаш беше мотив за мене. to je ono što je za mene Тоа беше и мотив зошто се занимавам со глума, секогаш откривам по нешто ново, мислејќи дека тоа го немам. А потоа се воспоставува дека го имам и количината на некој добра и количината на некој зла, кој што секој човек ги поседува во себе. Па некоја улога го открива дека тоа е возможно. Тоа се ете некои мотиви зошто воопшто се занимавам со глума и на крајот се воспоставува дека глумецот е се. Се она што другите луѓе не треба да видат и се што не изразуваат од себе. Глумецот мора и смее да го прави. mora i sme. Нешто слично прашање, понекогаш агресивен, моќен маж, балкански маж, го држите гледачот во раце, не го испуштате, секоја чест за таа доминантност, но верувам дека многу ве исполнува, може би и ве истрошува, или не сум во права? Zavisi od uloga. Uloge su kako koja. Зависи од улогата, се разбира. Улогите понекогаш се напорни. Глумецот мора во глумата да внесе се што знае и се што може. И потоа тоа остава траги во него, во неговата психичка и физичка личност. Тоа е една прилично тешка и неблагодарна работа, но остава траги на човекот. Така што јас се помалку се занимавам со глума, затоа што сакам уште малку да поживеам. Da se ja sve manje bavim glumom, zato što hoću još malo da poživim. Тоа значи дека навистина ве троши, бидејќи кажавте дека во тоа кај вас така гледате, тоа е вистината. Меѓутоа едно мора да признаеме дека во определени филмови така и играте, можеби и тој дел од вашиот историски развој, веќе скоро 50 години
се занимавате со филмска уметност и го отсликувате времето, историјата, особено на Балканот, општеството, културата, социјалниот живот и обичниот човек. Беше ли тоа тешко да се отслика? Сепак оставивте еден документаристички печат на државата на Балканот. Неоспорно е да човек собом носи сва обележја. Неспорно е дека човек со себе носи обележја на местото и на просторот во кој што е роден или во кој што живеел. Така што сигурно е дека јас, како роден на Балканот, од татко македонец, мајка црногорка, роден сум во Србија, целиот живот го живеам во Србија, ги носам сите тие бои и е нормално да глумам во некој друг странски филм, а тие бои одат заедно со мене. И денес нас глумците од овие простори не земаат токму поради тоа што со себе ја носиме бојата на своите простори, своите народи, на менталитет. Свог простора, свог народа, свог менталитет. Имате играно во македонски филмови. Како го гледате од ваш аспект македонското актерство? Македонци су велики глумци. Македонците се големи глумци и затоа многу често играат во српски филмови како и во филмови и серии на просторите на поранешна Југославија. Како дете јас сум повлекол малку македонско. Татко ми е од Мариово, таму живеел, таму бил роден. Денес ми е жал што слабо зборувам македонски, но факт е дека сум играл во неколку македонски филмови, бидејќи тоа едноставно се учи. Македонскиот јазик сепак ми е во крвта. Сум играл и на други важни јазици. Едноставно глумецот може се. Глумецот може многу, доколку режисерот знае од него да бара она што му треба. И се разбира доколку глумецот е подготвен да копа по себе и да го изнесе тоа што режисерот го бара од него. Затоа и е тешка оваа работа. Редител тражи, така да и због тога е тај посао тако тежак како што е. Како и што кажавте досега, глумец, режисер, продуцент, автор. Тоа е една поврзана алка, еден синџир во која што влегувате и се надополнувате. Сакавте да се испробате, ова го работевте, или пак сакате да бидете тотално слободен, она што вие го имате во умот, во главата како актер, режисер, продуцент, копродуцент, автор, да го имате? Генерално, мој став, генерално, према животу е такав да... Генерално, мојот став кон животот е таков да пробам се што ме интересира. Слободата на човекот се состои во тоа да проба се што мисли дека треба да открие, да дознае нешто ново. Истовремено тоа е интересно и ограничувачки. Најдобро би било човекот да работи секогаш само она што најдобро го знае. Некој кој што пишува да пишува, некој кој глуми да глуми, оној што режира да режира, но животот е преполн со предизвици и некои љубопитни луѓе, како што е и моето битие, за себе би рекол дека сум ренесансно битие, ако тоа не е премногу препотентно, сакам да се занимавам со нешта, многу работи ми одат од рака. И кога ќе видам дека нешто едноставно знам, зошто и да не го пробам. Го работев филмот Бел костум, во кој бев и режисер, и глумец, и продуцент, и сценарист, и се покажа дека на некој начин бев во право. Филмот заврши на Канскиот фестивал во програмата на неделната критика. Така што, зошто да не? Многу режисери се занимаваат цел живот со таа работа, па едноставно не одат понатаму. Од фестивалите тука, некаде пошироко и така натаму. Малку се шегуваме, нели? Ovako, ali malo se i šalimo, malo zašto da ne, a malo govorim istinu. Не е шега, тоа е вистина. Во театарот и филмот сте повеќе од 4, скоро 5 децени. Игравте во над 80 филмови, од повеќе од 4000 театарски представи. Вие сте основач и директор на Интернационалниот филмски фестивал годинава 8 поред, Равно село. Тоа е еден интернационален филмски фестивал, годинава филмови, можам да кажам, од цел свет, дури од Куба прочитав. Која беше идејата, која е целта на овој фестивал?
Festival je osnovan zato što je u mom selu izgoreo Dom kulture. Фестивалот беше основан затоа што во моето село изгоре Домот на култура и јас како некој што е роден таму во тоа село, чувствував некоја одговорност што да направам. Имав можност, шанси. Некој друг да беше на моје место, сигурно истото ќе го стореше за луѓето со кои растеме и живееме. Изгоре Домот на култура. Јас го основа филмскиот фестивал за да предизвикам внимание за тој дом, да се обидеме да направиме нов дом. Работев 8 години на фестивалот, на првиот и на вториот филм, и оваа година отворивме потполно нов фантастичен дом на културата. Најмодерен, опремен со сите уреди за театар, за филм и за сите програми кои што можат да се одржуваат и поради тоа сум секако многу среќен. Но како што зборував, сега го препуштам на другите. Мене најмногу ме интересира самиот процес на работата, и во глумата и во создавањето воопшто. Мислам дека уметникот најмногу ужива токму во процесот на работата. Кога тој процес во зависност од уметноста ќе заврши, тогаш доаѓаат фестивали, црвени килими, помпа и така натаму. Мене искрено тоа не ме интересира. Тешко ми паѓа како што тешко ми паѓа и ова интервју, затоа што тешко ми е да го работам ова, многу потешко отколку да подготвам некој филм, да одиграм некоја представа. Така што сето тоа е составен дел од мојата работа. Јас се занимавам со тоа и стоечки го поднесувам. Odigram neku predstavu i tako dalje, ali to je sastavni deo mog posla, ja se time bavim i stoički podnosim to. Ви благодарам за разговорот. Hvala i vam. Blagodaram.